Со представата Име од театар комедија Скопје, синоќа во Прилеп започна 51-виот театарски фестивал во Идан Чернодрински. Претходно беа доделени и наградите за животно дело, а годинава добитници се Лиљана Мазева, театарски критичар, Илијаме Билјали, актерка од албанскиот театар, и Сабина Ајрула, актерка од драмски театар. Сите се согласни дека македонскиот театар полека оди напред, но дадоа и свое мислење како да се подобрат дел од работите. Македонскиот театар живее во една хибернација, во никакво свое затворање во својот театар, иако, тоа го тврдам и го повторувам, никогаш не се давале повеќе за театар, пари за театар, не се гледале повеќе објекти, поголеми плати, се примиле драматурзи, актери, режисери, дури има и лектори. Сепак проблемот ке да е во менаџерите на театрите. По некаков, за мене, неразбирлив систем, директори, односно, менаџери на театрите, се актери. Јас тврдам дека на актерот местото му е на сцената. Недостасува една репертуарна политика. И јас би кажала тоа дека јас сум работела во драмски театар, како што реков, и ние секогаш сме работеле со режисери од надвор. Значи, да се носат режисери од надвор. Ако ништо друго, да се види што се случува во другите земји. Македонскиот театар веќе достигна пиедесталот. Памтам кога плачевме за публика. Денеска се радувам кога гледам ред и дека е преполна сала. Публиката која се очекува да пристигне од сите градови на Македонија. Во наредните 8 дена во Прилеп ќе може да погледне 21 представа од скоро сите театри во државава. 12 од нив се во официјалниот надпреварувачки дел, а додека другите во придружната програма. Најголем извозен производ на Република Македонија е култура. Ние се трудиме као владата на Република Македонија и Министерство за култура, преку градење, преку обновување на театри, преку примање на нови актери и другиот персонал, да ја подинеме актерска уметност во Република Македонија како што заслужува. Ние и понатамо ќе го гајаме овој фестивал и представува навистина културен бренд и магнет за привлекување на голем број љубители на театарските представи не само од Прилеп, туку и од Република Македонија. Представите во официјалниот надпреварувачки дел ќе бидат одржани тука во големата сала на Домот за култура Марко Цепенков и во салата на театарот во Идан Чернодрински, додека пак дел од представите кои што се во програмата ќе се случуваат на отворено во амфитеатарот во населбата Варош и во дворот на црквата Свети Никола во истоимената населба. Публиката со големи очекувања. Публиката си е таја и едуцирана е, знае како треба и мислам дека знае да оценува правилно. Очекувам повеќе комедии, повеќе смеење, забава. Представите се секогаш спектакуларни, бев и навинатите театарски игри, така што година очекувам уште подобри да бидат. Фестивалот ќе биде затворен на 17 јуни со Кармина Бурана од Македонската опера и балет.